Владата ја усвои информацијата за давање согласност за распишување јавен оглас за давање во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, првпат за оваа намена во 2021 година. Расцепканоста на земјоделското земјиште е главен проблем за поголема ефикасност и развој на македонскиот аграр. Па според мене, јас многу пати сум рекол дека на овој начин како што е поставен законот за окрупнување, мислам дека тешко ќе дојде до окрупнување кај нашиот земјоделски производител, а знаеме нашето земјоделие е расцепкано, еден земјоделски производител својот имот го има на повеќе парцели расцепкано. И јас низа пати сум рекол, приносењето на закони во областа на земјоделието неминовно пред да се донесат закони да бидат понудени пред се на самите земјоделци, за и тие да учествуваат во носењето на самите закони, законски регулативи, и мислам ако се постапаше така колку толку веќе процедурата за окрупнување ќе беше отпочната, но за сега мислам дека тешко ќе оди со оваа проблематика, а мислам дека иднината во окрупнувањето само треба законот да биде онака како што треба, и мислам дека треба да му се објасни на нашиот земјоделски производител што значи самото окрупнување. Голем дел од земјоделските производители си мислат дека ќе ја изгубат својата површина или друг ќе биде сопственик, и затоа пак ќе кажам, пред носење на закон од областа на земјоделието неминовно е контактирање на самите земјоделски производители. На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на седницата е усвоена и програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година, со буџет од 25 милиони денари. Со програмата е предвидено да се реализираат активности за поддршка на плански региони, за подобрување на пристапот до обработливите површини во подрачјата на интензивна земјоделска дејност.